што ги пружа и ја прима цената на оној што со своји раце го создаде човекот. И Јуда остана непоправен слуга и измамник. Слуга и измамник. Да се доближиме сите со страв до тајната трпеза и со чисти души да го примиме левот, останувајќи со Господа, да видиме како им ги мие нозете на учениците, а и ние да направиме како што гледаме, покорувајќи се еден на друг и еден на друг нозете миејќи ги. Зашто Христос така им заповеда на своите ученици. И Јуда остана непоправен слуга и измамник. Слуга и измамник. Бог, кој некогаш го вознемири рајот, додека одеше низ него во вечерината, вечерта на Велики четврток, доаѓа да им ги измие нозете на учениците. Вечерата е двојна, една е паската на законот, втора е новата паска, телото и крвта на Господ. Молитва и страв, потот крв на лицето Христово, смрт, а со тоа го прелажува ѓаволот. Зошто доаѓате со ножеви и стапови да го барате оној што сака да умре за избавување на светот? Во светиот и Велик четврток, како што ни пропишаа светите оци, според преданието што го примија од божествените апостоли и од светите евангелија, ги празнуваме овие 4 настани. Миењето на нозете, тајната вечера, свештената молитва и предавството јудино. Бидејќи еврејската паска требаше да биде жртвувана во петокот, беше погодно вистината да биде во согласност со сликата, односно во истиот ден да биде жртвуван и Христос, нашата паска. Поради предвидување како што велат божествените оци, Господ наш Исус Христос ја извршува во четврток навечер, бидејќи таа вечер и целиот ден од петокот евреите го сметаа еден ден и го именуваат ноќеденство Иктимерон, од едното заѓање на сонцето до другото заѓање. Тоа е причината поради која он со своите ученици ја изврши тогаш паската според законот. Како што велат некои, меѓу кои божествениот Златоус, прво стоејќи простум и препашани, обуени во сандали, со став во рака, запазувајќи ги сите други прописи на законот од Стариот Завет, за да не се остави впечаток дека го прекршуваат. Оваа паска е подготви заведени, зашто стомната со вода ја носеше тој, како што вели великиот Атанаси, иако некои други за ова зборуваат поинак. Потоа, откривајќи им на своите ученици едно посовршено славење, Господ ја востановува тајната на нашата паска во горната одаја, кога ноќта веќе беше настапила, зашто е речено: кога настапи вечерта, он седна на трпезата со 12-те. Видете, ова не беше паската на законот, бидејќи се седнува на трпеза, приготвена од лепи вино, додека порано, таа според Мојсеј, била со печено месо и со бесквасен леп. Пред почетокот на вечерата, вака зборува божествениот Златоус. Христос станува од трпезата, ја остава својата горна облека и става вода во леген. Самиот правејќи се, за да го пострамоти Јуда, но и за да ги подсети другите апостоли да не бараат старешинство, како што тоа го покажува помиењето на нозете велики. Кој сака да биде прв,
нека биде последен, давајќи се себе за пример. Се чини дека Христос најнапред му ги измил нозете на Јуда, кој без срам беше го зазел првото место. На крајот доаѓа до Петар, но овој бидејќи најревносен од сите му забранува, но на крајот пак му дозволува да му ги измие нозете. Откако им ги изми нозете и покажа колку високо можеме да се издигнеме преку смирението, ги зеде повторно својата облека и своето место на трпезата, ги поучи да се сакаат еден друг, но да не бараат старешинство. И додека јаде, им го навести предавството, бидејќи тие се вознемирија поради тоа, Исус му рече само на Јована тајно: на оној што ќе му дадам едно парче леб, откако ќе го натопам, тој е оној што ќе ме предаде. Ако Петар знаеше на кого се однесуваат овие зборови, тој ќе го убиеше Јуда, бидејќи беше најревносен од сите. Или пак вели оној што ќе ја стави раката своја во чинијата, бидејќи се среќава во Евангелијата и едното и другото. И по малку време зеде леб и рече: земете јадете, а слично и со чашата, пите од неа сите, ова е крвта моја на новиот завет, ова правете го мој спомен. Ова правејќи го, и он јадеше и пиеше сој. Забележете добро, дека лебот квасен го именува свое тело, а не безквасниот леб азим. По лебот сатаната влезе во Јуда. Ако порано само го искушуваше, сега конечно се всели во него. Кога излезе, тој се договори со првосвештениците да им го предаде за 30 сребра. По вечерата учениците отидоа на Маслиновата гора во една градина наречена Гецтиманија. По некое време Исус им рече: оваа ноќ сите вие ќе се соблазните поради мене. Петар му рече: макар и сите да се одречат од тебе, јас нема да го сторам тоа. А беше доцна, односно длабока ноќ. Исус повторно му рече: пред да запее петело 2 пати, ти ќе се откажеш од мене 3 пати. Така и се случи. Од ова Петар го обзеде голем страх. На овој начин Бог му покажа на слабоста на неговата природа, но истовремено, бидејќи сакаше да му ја довери сета вселена, он сака да му даде на знаење дека целиот свет, односно сите луѓе, имаат иста природа и дека тој Петар треба да се покаже милостив кон грешниците. Впрочем, тројното Петрово одречување ги представува гревовите на сите луѓе против Бога. Пред се заповеста што е прекрши Адам. Потоа прекршувањето на пишаниот закон според Мојсей. На трето место прекршувањето на заповедите на воплотеното слово. Но Спасителот го исцели со тројното покаяние. Затоа он му рече 3 пати: Петре, ме любиш ли? Потоа им рече на учениците, покажувајќи им ја својата човечка природа, бидејќи смртта е страшна за сите. Душата моја е нажалена смртно. Потоа се оддалечи малку, колку што со камен може да се дофрли, се помоли 3 пати и рече: Оче мој, ако е можно да ме одмине оваа чаша да не ја пијам, но нека биде волјата Твоја. И пак, Оче, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Од една страна, он го вели ова како човек, а од друга страна, он вешто го отстранува ѓаволот со целово последниот, мислејќи дека има работа со човек кој се плаши од смртта, да не прави пречки
на тајната на крстот. Кога се врати при учениците и ги најде заспани, му се обрати на Петра и му рече: зар не можевте ниту еден час да бдеете со мене? А тоа значи, ти кој велеше дека и до смрт ке се бориш за мене, еве и ти спиеш како и другите. И кога мина на другата страна од потокот Кедрон, каде што имаше градина, остана со учениците своји, бидејќи имаше обичај да оди таму често. Затоа Јуда го знаеше тоа место. Откако зеде неколку војници со народот што го следеше, тој се доближи до Исуса и му даде целив. Овој целив беше договорениот знак, бидејќи он требаше да биде фатен повеќе пати, но си заминуваше без да биде забележан. Но овој пат самиот Исус излезе пред нив и им рече: кого барате, бидејќи тие се уште не го познаваа. Сепак мракот не беше целосен, затоа што тие има светилки и факли запалени. Исплашени тие се повлекоа и паднаа на земја. Кога Јуда го направи она за што се беа договориле, Исус му рече: пријателу, направи го тоа за кое си дојден, односно ова е часот да го направиш она за кое си дојден. И пак им рече: зар како на разбойник излеговте со ножеви и стапови да ме фатите? А дошле ноќе, за да не настане бунт кај народ. Тогаш ревноскиот Петар излече нож, зашто за ова беа подготвени уште од вечерта, и му го одсече десното уво на еден од слугите на првосвештеникот по име Малх. Но знаејќи дека првосвештениците велеа за него како тој не го слушал законот, а поучувал, Исус го укори Петра, бидејќи не е добро за ученик на еден духовен човек да се служи со нож. И он го исцели Малх. Кога пак го фатија Исуса, врзан го одведоа во дворот на првосвештеникот Ана, кој му беше дедо на Кајафа, зашто таму беа собрани сите фарисеи и книжници кои извикуваа против Исуса. Таму и слугинката му се нафрли на Петра и тој се одрече од Христа. Кога мина ноќта, петелот запеа 3 пати и тој се сети, па горчливо заплака. И бидејќи веќе беше утро, откај првосвештеникот Ана Христа го одведоа при првосвештеникот Кајафа, каде што го плукаа в лице, и беа повикани лажни сведоци. Кога засветли денот, Кајафа го испрати при Пилат. Тие што го водеа, не влегоа во судницата, за да не се осквернат и да можат да ја јадат паската. Некои, како што вели божествениот Златоус, тврдат дека фарисеите и првосвештениците го прекршиле законот Мојсеев, префрлајќи ја паската за другиот ден, бидејќи требало да ја јадат токму таа ноќ, но дека тие ја поместиле за наредниот ден, за да би можеле да го убијат Христа. Но ако тие требало да ја јадат паската тогаш, Христос покажал, јадејќи ја претходната вечер, дека не упатил во совршената тајна. Или пак, како што беше речено, требаше да стане реалност она што во законот беше само слика. Всушност, Свети Јован вели, пред празникот Пасха, од овие причини го празнуваме се она што се случи во тој четврток и во наредната ноќ, и со стравопочит правиме спомен на сите овие страшни и неискажливи дела и настани. По Твоето неискажливо милосрдие, Христе Боже наш,
Pomilujme. Amen.